Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг е во дводневна официјална посета на Северна Македонија, прво откако земјата стана членка на Алијансата. Посетата на Столтенберг е во рамки на неговата турнеја низ земјите од Западен Балкан. Претходно ги посети Босна и Херцеговина, Косово и Србија. По кусата церемонија пред владата, Столтенберг имаше средба со македонскиот премиер Димитар Ковачевски, пошто двајцата пред новинарите на пресконференција ги изнесоа клучните детали од разговорите. Безбедноста на Западен Балкан е од суштинско значење за НАТО и има тука причини за загриженост. Во Босна и Херцеговина се појавија тензии, тука ги охрабрувам политичките лидери да се воздржат од поделбени и сецесионистички реторики и наместо тоа да ги концентрираат своите напори на помирување и на мирна иднина. Во Косово неодамна видовме инциденти со сериозно насилство, што вклучуваше и неприфатлив напад на мировниците на КФОР и оние кои што го сторија тоа треба да одговараат. Белград и Приштина мора да се впуштат во диалогот кој што е олеснет од ЕУ, затоа што тоа е единствениот начин да се дојде до решенија кои што ќе ги почитуваат правата на сите заедници. Денес разговаравме за Алијансата, разговаравме за евроатлантската интеграција на земјата и на регионот, но и за светската безбедност и мир, како и за најзначајните случувања кои се случуваат во нашиот регион, во Украина и во појасот Газа. Но пред се да се биде дел од НАТО, значи безбедност, значи просперитет и сигурност на земјата и на граѓаните. По средбата со македонскиот премиер Димитар Ковачевски следуваа средби на Столтенберг со останатите представници на македонскиот државен врв. Тој се сретна со председателот на собранието Талат Џафери, а одржа и говор пред пратениците во македонското собрание, пошто следуваше средба и со председателот Стево Пендаровски. Во рамките на вториот ден од посетата на Столтенберг во Скопје, предвидено е негово учество на неформалниот состанок на НАТО сојузниците од регионот.